Судијата од Скопскиот кривичен суд Ненад Савески е нов државен обвинител. Собранието денеска со 66 гласови за, обезбедени од владеачкото мнозинство, 8 воздржани и 2 против, го потврди владиниот предлог токму тој да стане прв човек на обвинителството. За владата Савески има импресивна професионална биографија како гаранција дека ќе донесе правда. На Македонија очигледно и треба правда, и треба владење на правото, и треба јасно отварање и процесирање на случаи кои што ќе значат подобрување на имиџот и на државата и на обвинителско-правосудниот систем. Се работи за еден човек кој што навистина се едуцирал, се образовал и работел честно во овие изминати години. Се работи за човек кој што е еден од светлите примери во македонското судство и обвинителство, кој што позади себе нема дамки, нема црни петна. Пратениците од владеачкото мнозинство велат дека даваат поддршка, но таа не е бланко. Туку Савески веднаш треба да поработи на, како што велат, заробеното обвинителство од претходната гарнитура на СДСМ и ДУИ. Ки имате обврска да докажете дека предметите не се отвараат по селективно нарачана агенда, туку по закон, силни индиции и докази. Ки имате обврска да покажете дека притворот нема да биде средство за политичка казна, туку исклучиво законска рамка. Ки имате обврска да воспоставите стандард во кој обвинителот ќе стане синоним за законитост и заштита на јавното добро. И уште нешто. Ки имате обврска институционално да расчистите со последиците од СЈО. Од СДСМ, иако немаат забелешки за биографијата на Савески, стравуваат дека тој ќе биде партиски обвинител на власта. Предлагачот е толку компрометиран што инфицира и биографијата на Савески. Историјата на ВМРО ДПМН со заробена држава и партизирано правосудство не прави крајно внимателни. Сите досегашни кадровски решенија потврдуваат дека намерата на власта не е искрена. Пратеничката група на СДСМ остана поделена при гласањето. Дел воопшто не гласаа, осумина гласаа воздржано. Без гласање по предлогот беа и пратениците од Европскиот фронт. Неопходно е јавното обвинителство да работи на транспарентен начин и независен начин и одговорноста почнува после овој момент. Ние ова работа ќе ја следиме и ќе си очекуваме конкретни резултати во борбата против организираниот криминал и правда за сите граѓани без разлика. Единствено против гласаа двајцата пратеници од крилото на Таравари во Алијанса за албанците Халил Снопче и Рија Чакири. Левица не учествуваше во дебатата, ниту гласаше по предлогот за обвинител. Савески на функцијата стапува од утре, кога е планирано и да даде свечена заклетва. Замија вели дека првото што ќе се обиде да го направи во обвинителството е дигитализација, како алатка со која ќе се стави крај на чувањето предмети во фиока. Она што сакам да го направам е да гарантирам радикална отчетност и транспарентност, дигитализација како и услови за работа за еден обвинител, непречено да ја врши својата работа на ефикасен и достоинствен начин. Меѓу другото, често се коментира и обезбедувањето финансиски средства. Иако акцентот се става на платите, тие не се најголемиот проблем, туку условите за работа. Не може со сиромашна институција да се борите против богат криминал, коментира Савески. Сепак новиот обвинител не открива кои предмети прво би ги ревидирал, дали случајот со Лотарија и Артан Груби, тендерските злоупотреби во Рек Битола или бонусите на СЈО. Не би издвојувал затоа што не сакам да оставам впечаток дека имам тенденција да водам селективна правда. Секој предмет ќе се работи во согласно со законот, роковите и принципите на работа, одговара тој. Савески стана владин предлог во конкуренција со 4 кандидати кои се пријавија на собранискиот оглас. Својата професионална кариера ја започна во Гостиварскиот суд, а во 2009 стана и обвинител. Од 2016 е избран за судија во Скопскиот кривичен суд, каде работи на предмети од областа на организираниот криминал и корупција. Во изминатите години е дел од експертските групи за законски измени во кривичното право. Соработува со експерти на ОПСЕ, а и предавач на Академијата за суди и јавни обвинители. Катерина Нешкова, Сител телевизија.